Добре дојде во студио за моите гости, Зоран Димитровски, Фокус, и Иван Величковски, лидер на либералите, Либералната партија. Можеме веднаш да почнеме, всушност, изгледа дека постои еуфорија во штабот на СДСМ, така се чини, заради тоа што со добивањето на дел од владините места, на функциите министерски од страна на СДСМ, се чини дека започна процесот како велат на деконструкција на овој режим, иако започна со доаѓањето на јавната обвинителка, но сепак постои голема опасност и стравување, особено кога станува збор за доменот полиција. Постојат разни опасности, една од опасностите се не само меѓуетничките тензии, тие се чини дека не се толку кревки како што нотираше, например, еврокомесарот Хан, но постојат стравувања дека би се повториле инциденти. Например, Куманово, постојат некакви шпекулации кои остануваат во доменот на шпекулации, дека постојано се групираат некакви терористички групации, особено во западниот дел на Македонија и слично. Како вие гледате на таа опасност? Прво мислам дека нема простор за еуфорија ниту на Социјалдемократскиот сојуз, ниту кај опозицијата, особено затоа што овој процес, како што вие велите, нели, на условно речено деконструкција на режимот, кој што треба да започне, е многу сериозен процес. Воопшто не дозволува простор за било каква еуфорија, туку треба многу сериозно да се искористат позициите, нели, во Министерството за внатрешни работи и другите министерства каде што СДСМ има заменици. Ова особено во овој другиот контекст, како што велите, во контекст на можни меѓуетнички некакви конфликти или појава на вооружени групи во таа смисла. Мислам дека една од првите задачи која што треба министерот за внатрешни работи да ја направи, она што беше нотирано и во извештајот на Европската Унија, уште веднаш да свика меѓународна помош и да отвори меѓународна истрага за настаните во Куманово. Тоа би било релаксирачки и од аспект на спречување на евентуални можни идни такви ситуации и второ да навистина расветли одредени настани за истрагата за кумановските настани. Ние, колку што се кажаме, беше многу брзо затворена. Толку мртви како да се тоа, нели, кокошки свињи, неколку оставки, меѓутоа толку мртви, луѓето си ја завршиле работата како што треба. Министерот за внатрешни работи има комплетно ингеренции и да отвори самиот истрага, меѓутоа мислам дека има обврска да отвори меѓународна истрага со помош, мислам за тоа дека ќе има помош од Брисел, од меѓународната заедница, и да низ еден транспарентен процес ги открие сите оние дилеми кои што се појавија во јавноста во контекст на тоа кој ги организирал тие настани, а со идеја, нели, да се спречат можни такви инциденти во иднина. Добро, ајде господин Величковски. Каде ја гледате опасноста за сега не говориме само за СДСМ, туку и генерално за државата? Јас им советувам еуфоријата да ја остават за други времења. Реков дека се чини дека има еуфорија. Да. Добро, јас тоа е моја дефиниција. Јас им оставам и ги советувам да ја остават еуфоријата, затоа што не станува збор само за очекувани, туку и за некои провокации кои што веќе се случи. Значи, прво мора да кажам дека на сите тие луѓе што сега влегува во политичката влада, јас ќе наречам на Груевски и Заев, затоа што е производ на тој договор од Пражино, сите тие што влегува внатре ќе им треба многу среќа. И ја посакувам. Во комбинација со квалификации, вештина, искуство. Добро, секој ќе ги погледне биографиите на луѓето, па ќе си проценат. Но среќата ќе биде потребна. Не се согласувате со овие фактори, дека смете дека не постојат овие кои ги споменав, дека само среќата е главниот фактор. Не го реков тоа. Ве прашувам. Па да, не го реков тоа. Добро. Напротив, реков дека ме потребна многу среќа затоа што влегуваат во специфични услови во кои само номинално некој ги дочекува со добра намера. Да ве подсетам еден настан што гледам вака лесно помина низ медиумите, а тоа е она провокација направена во Крива Паланка. Каде што ќе ве подсетам се собраа 3000 луѓе, тоа би од тековно население од 9000 луѓе, 1/3 од населението. 1/3 од Крива Паланка. Тоа вие како во Скопје да се соберат 200.000 луѓе.
И вие забележувате дека во таа ситуација тие што протестира не повикува ништо друго, туку вика, не знам, против градоначалникот и против ВМРО-ДПМН. Ако забележавте, таму никој од демонстрантите не отиде да го скрши објектот. Туку тоа се случува после. Тоа е веќе најавата за тоа што ги чека и во полицијата и што ги чека и во други институции каде што одат. Заради тоа беше и нашата скепса и заради тоа е она внимателност со која што настапуваме цело време. Мислите на либерална партија? Да. Затоа што јас сум убеден и ние сме убедени дека во принцип режим со договор не се руши. Прва работа и второ, целта која што сега јас ја покачувам секогаш повисоко летвичката. Целта треба да биде исклучување на Груевски од политичкиот живот, а не само од премиерската функција. Зошто? Затоа што тој е носителот на она што го нарекуваме груевизам. Јас го избегнувам во принцип терминот режим, но во суштина слободно можете да направите. Не знам, не ми е некаков. Па стана некаков вид на Јас употребувам фамилијата, нели? Јас го нарекувам груевизам, бидејќи јасно идентификувам кој е носителот на тој правец. На руинираниот, девастиран систем. Значи, затоа упатувам уште неколку, уште една замка. Денеска разбравме дека всушност оној инцидент со пиштолот на Мијалков завршува со, ако не се лажам, парични казни за вработените во ТАФ. Вработените и некој висок функционер. Замислете, не се соопштува ни името. Вие некој од опозицијата да плукне на улица, ќе го имате 3 дена во медиуми. Тоа значи дека тоа е второто прашање, да речеме, кое што министрот треба да се позанимава, да се видат тие прекршувања на процедури, не само заради тоа да се утврди одговорност. Таа е лоцирана. Туку треба да се види кои се системските пропусти, затоа што утре веројатно кој ќе се разбере ова пошироко, ја не знам кој нормален човек сака да лета од Скопскиот аеродром. Лицата кои што патуваат од Скопскиот аеродром, затоа што и вие и јас и сите ние утре ќе патуваме некаде. Мислам дека веќе скрининг процесите на другите светските аеродроми ќе бидат многу поинакви за луѓе кои што доаѓаат од тој аеродром. Особено можеби за функционери. Па и за функционери, ама и за јавни личности и така натаму. А што ви е гаранцијата дека утре нема да влезе некој од ВМРО-ДПМН, еднебно на село еден пиштол, 2 ќе носи. Мислам, немајте сега, тоа се сериозни работи. И ако дозволите, ова прашање кое што е покренато за таа меѓународна помош, односно особено кога станува збор за Кумановскиот инцидент. Па имено, ако јас го споменав случајот во Крива Паланка, го имаме случајот во Куманово. Значи сега јас се очекувам дека треба да се или да бидам по предпазлив треба да бидеме предпазливи. Затоа што тоа е очигледната намера, можност и на крајот на криштата расположливи ресурси со кои што на тековната политичка сцена во правците на ВМРО-ДПМН. Има тука две димензии околу, значи некакви создавање на простор за меѓурелигиски, условно речено, суди. Во Македонија тоа не било до сега ниту случај, ниту практика, ниту сме гледале таков тип на протести. Ние сме имале меѓуетнички некакви конфликти и трвења, но не сме имале меѓурелигиски, сериозно. Дури она што е, значи, ако сакате, нели, албанскиот национализам бил на ниво бил насочен на етнички прашања, албански националистички етнички прашања, но не на религиски. И дури гледаме една состојба кога значи имам реков председателот на Исламската верска заедница, значи Реис Лулема, делуваше мощни смирувачки со своје обраќање, со своја колумна во Пословие настани, а политичките фактори кои што треба да бидат смирувачи на состојбата, значи го видовме градоначалникот на Крива Паланка кој што рече дека додека сум јас онде нема да има верски храм. Значи тоа е една страшна порака која ја гледаме, знаете што, ги наоѓаме врските на она што се случува во Европа денеска. Затоа што гледаме во овие земји на источна Европа, каде што не доаѓаат бегалциве, но тие ја одбиваат Европската унија договорот, нели, кој што во случај европските земји да прифатат било какви бегалци затоа што се од исламска вероисповед.
тие настани може многу лесно да се пресликаат овде. Словачка е пример. Словачка е еден таков пример. Денеска е Полска. Полска, Словачка, Чешка и така Словенија најави дека ќе гради ограда. Тука се уште не. Сакам да подсетам само една имаме пред неколку дена еден од главните геополитички советници на Путин објави една анализа, даде интервју за српска геополитика, во која што кажа дека овие балкански земји, откако Европа ќе почне да ги затвора границите, мислејќи на Германија, Австрија, а се до Хрватска, балканските земји ќе се соочат со сериозен прилив на бегалци, и дека тоа ќе придонесе за така наречени меѓурелигиски судири, можни меѓурелигиски судири. Ја претпоставувам дека тоа е можеби некаква стратегија на Путин, односно на неговите геополитички интереси на Балканот, но треба да сме свесни дека кај нас политичките фактори се тие што можат да доведат до таков тип на судири. Што гледаме дека верските фактори немаат влијание. Мене ми е жал што покрај Реисул Улема не излезе и Стефан, да речеме во јавност да каже што е спорно ако во одредена средина има, нели? Да го ја осуди оваа изјава. Муслимани за да има да ја осуди изјавата. Но пред се од политичките фактори се очекува јавно да излезат и да осудат таков тип на делување. Гледаме дека владеачката партија тоа не го прави, туку поспешува еден тип на судири кои што треба да бидат значи некаква создавање на некаква состојба на хаос за условно речено спас на владеачката фамилија. Да, но опозицијата дали тоа го стори? Не видов сериозно, ниту посериозни. Не видов ниту посериозни реакции на страна. Кога веќе говориме. Баш заради тоа, значи го отворих ова прашање затоа што премолчувањето и отсуството на осуда е штетно и нормално како либерал дека го осудувам. Вие го осудивте јавно? Да, и тоа го правам во моментот. Не предходно дали издававте некакво соопштение? Ако не се лажам, да, но морам да признам дека не бев тука викендот и затоа ја користам првата прилика ова и јавно да го кажам. Но видете што е интересно. Никој не сакаше да навлезе во суштината на оваа намештаljка што се обиди да ја направи ВМРО ДПМН и заради тоа ја вадам тука ова вистина да кажам на површина. Не се паланчаните, значи жителите на Крива Паланка за осуда. Обидот за политичка местенка од страна на ВМРО ДПМН треба да се лоцира и да се осуди, и тоа го правам исто така. Сега, околу бегалската криза. Околу бегалската криза да ве потсетам за уште, сакам уште две работи да ги споменам бидејќи го збориме МВР. Значи, тоа што треба да се нотира во оваа вештачка хибридна ситуација на владата која што ја имаме денеска, видите вие промената во министерската структура. Значи, со промената на министерот за внатрешни до сегашниот станува заменик министер за внатрешни. Чавков. Сега погледнете во светот и кажете ми кај се случило министер за внатрешни работи да биде сменет и да стане заменик министер за внатрешни работи. ВМРО ДПМН да го прави тоа со повеќе министерства. Министрите заменици им стануваат и така. Поставете ја праксата на ВМРО ДПМН, фокусирајте се, не збориме за. Но што е поентата? Каде лежи поентата? Значи во основа министер се менува кога неговата мнозинство ќе изгуби на избори или кога не остварува одредена политичка функција и се трга од тоа место. И никогаш не завршува како втор човек на истото министерство. Тоа значи дека само дека полугите на контрола внатре во министерството се останати во основа на располагање на ВМРО ДПМН и заради тоа таа скепса која што ја кажувам мора да биде надмината и затоа сега момент за еуфорија сигурно не е. И втора опасност, бидејќи ние немаме министер за миграции, што мислите на кого ќе падне сега менаџирањето на процес? Фала многу. Тоа се ризиците кои што треба да ги антиципирате кога преговарате и кога влегувате во нешто. Вие сте денеска, вие мислам, ние што сме во село. Току сега парламентарната опозиција е дел од владата. И природно, бидејќи со сите, како се вика, овластување ќе ги вршат задолженијата, следен кој што ќе треба да одговори на проблемите кои неминовно ќе се јавуваат. Имате граница, жица веќе се поставува нели во делови на границата меѓу Словенија и Хрватска. Унгарија веќе има. Значи, тој процес, тој притисок потоа на кого ќе падне?
на партијата која што споделува сега одговорност. И тогаш многу работи за кои што денеска зборуваме имаме ризик да паднат во втор план, бидејќи ќе се направи многу поголема концентрација на проблеми во смисла на бегалската криза и нивното враќање. Јас се согласувам, само има тука неколку други елементи, нели? Ако Европската унија одлучи да ги затвори границите, значи тоа не е во моќ на Македонија, нели, да одлучува за тоа прашање, да речеме Германија, Австрија и така натаму. И тука јас полемизирам со тие тези дека овде ќе има наплив од бегалци. Извинете, ако Германија ги затвори границите, зашто и Македонија да не ги затвори? Грција нема да може да ги затвори затоа што има море, па има страшен проблем таму како да ги спречи бегалците да доаѓаат. Но тоа е значи тоа е сепак покрупен процес. Ние тука не може да влијаме. А од друга страна беше нели председателот Иванов таму и презеде одредени обврски. Македонија треба да отвори нели некаков камп кај што треба да згрижува и така натаму. Но со месеци се најавува. Во секој случај, манипулацијата со бегалците може да биде дневно политичко прашање кое што би употребувало ВМРО у контекст на ВМРО ДПМН, во контекст на нели новиот министер за внатрешни работи. Но таму работите можат да се постават принципиелно, нели да се прво да се постапува од хуман аспект и второ да се владее теренот. Значи министерот за внатрешни работи ги има сите ингеренции над сите единици на МВР. Значи нема тука поделена одговорност во контекст на заменик и така натаму. Тој мора од првиот ден да ги има буквално сите команданти на единици под негова команда. И тоа ќе мора многу сериозно да го сработи. Тоа е едно. Второ, сите началници кои што се по градовите. Исто така, таму е хиерархиски поставено. Тој не може само да ги смени шефот на ДБК и нели на јавната безбедност, но тие му одговараат нему. Може да им нареди, тие не смеат да одбијат наредба. Таму е хиерархиски систем. И велите дека ништо не може да излезе под надвор од контрола, односно се би имал под контрола Оливер Спасовски како министер за внатрешни со Чавков како заменик. Па дури Чавков треба нели него да го слуша. Тој не е таму за... Но знаете при тоа дека и сте пишувале... Да. Знаете што? Дека во сите пори е навлизана власта, односно партијата. Ако некој сака да ви направи белја, не велам дека не може да ви направи, ако има механизми за тоа, ако располага со терен, ако располага со пара полициски структури од СГС или дури одредени делови од МВР кои што не знам утре евентуално да не може да ги контролира министерството. Министерот ја има јавноста како сојузник. Може во секој момент да алармира со што владее, а со што не владее, а каде не може да воспостави контрола. Што би значило тоа? Знаете што? Ја има ризикот за тоа што ќе се случува во државата, сепак ја сноси на крајот и владата. Вие знаете Груевски вчера што рече, кога ги поставува нели министрите. И јас, значи се надевам дека ќе работите нели како што треба според уставот и законите, а јас сум тука како премиер, нели и да ве контролирам и да ви укажам и така натаму. Па јас коментирав малку шеговито се да сам влезе во владата да ве контролира вас, а не вие да ги контролирате нив, но воспоставен е со договорот од Пржино на крајот на криштото тој обостран систем на контрола. Велите ја има. Секое време да биде. Велите ја има јавноста. Тоа мислите, предпоставувам, акцентот го ставате на меѓународната заедница. Но таа не може постојано секојдневно да биде надвисната над сите значајни функционери или пак останати вработени во случај со МВР. Може ли една мала интервенција во смисла на тоа какви замки предстојат? Че велите СДСМ влезе во власта да го контролира ВМРО ДПМН. Да го контролира процесот на манипулација и така. Ми се допаѓа шеговитиот пристап. Сега, кога го зборуваме за демократија и за јавност. Значи во земја во која што има демократија, јавност, владење на правото, опозицијата во собранието ја контролира власта. Се согласувам. Значи од тој момент кога више ги немаме овие механизми и врзивни ткива на една основни врзивни ткива на парламентарна демократија, не можеме да зборуваме за редовна нормална состојба. Натаму, јас воопшто не сум пучна во системот, апсолутно.
на некој начин за да се врати во нормала. Идејата е нели да се нормализира системот. Добро, имало многу идеи во Македонија, не мора да значи дека ќе биде успешно. Да, не, да се надеваме дека ќе биде успешно, да тргнеме од тоа дека еве нешто ќе биде успешно во Македонија. Величковски е прилично скептик, тој постојано потсетува еве запишав режим со договор не се руши. Да. Иако алтернативата би ја понудиле ли сега? Која е алтернативата? Ако не се Па ние сме зборувале со Иво неколку пати дека ново парламентарно мнозинство е најдоброто решение, но тоа значи, концентрацијната влада беше решение. И таа концентрациона влада не случајно јас гледам пак го премавнуваме дело, значи ние имавме потреба од тоа како да се ограничи, односно спречи политичкото живење на Груевски. А вака давањето можност да живее политички на апарати, тоа е веќе друга работа. Што знаете, може и да се опорави. Но при подавање рака и доаѓање до некаков договор морате да направите компромис. Вие сте политичар, секогаш мора да биде тоа вин-вин ситуација. Не може сите ваши желби, интереси и принципи да бидат наметнати и прифатени од другата страна. Знаете зашто се работи? Добро, ако викате вие така, инаку јас знам земји во кои што велат дека, на пример, со терористи не се преговара, во нашиот случај, бидејќи зборуваме политички, ние не би преговарали. И имаме процес, знаете што, имаме процес, нели, моралната и политичката одговорност, владата на Груевски не ја прифати. Односно прифати за Никола Тодоров ја прифати за моралната одговорност. Кога требаше политичката. А што ни значеше на моралната негова одговорност кога не поднесе нели политичка. Да. Груевски прифати на дел од неколку функционери, тоа после Куманова, но својата политичка одговорност не ја прифати. Тоа не значи дека тој може да избега од правната одговорност, нели? Затоа што ако дојде во одреден момент да се пазари за својата правна, кривично правна одговорност, тоа е моментот кога можеме да нели да зборуваме за како ќе помине, дали неговиот режим ќе биде срушен и така натаму. Во овој момент тој се уште според договорот од Пржино, ја од почетокот зборувам, Груевски го спречува, го минира, го подкопува и така натаму договорот од Пржино. Но тој е најдобрата гаранција и заштита за него докрај да го изведе процесот и на еден помек начин му дава излез од политичката криза, па му дава и излезна стратегија и за него. Тоа не кој смисол му дава излезна стратегија? Му дава излезна стратегија затоа што воспротивно, ако не го реализира, ако не продолжи да го реализира договорот докрај, излезна стратегија веднаш може да биде сменет. Би можел да биде сменет, да, но во декември ќе биде сменет. Се предпоставува, се најавува дека би следела кривична пријава. Значи вака, која би резултирала исто така се најавува со евентуално негово процесуирање. Не можеме да гатаме, но можеме да предпоставиме врз основа на оние кривични пријави што ги поднесе опозицијата. Да. И таму има 4 сериозни кривични пријави колку што јас се сеќавам, токму за Никола Груевски. Дел се значи од аспект на некои корупцијски скандали, некои се нели за наредба околу Космос, рушење и други кривични пријави, па на крајот на кривичната и прислушувањето, тој како корисник нели на прислушувањето. И каде е тука елеганцијата на Груевски? Знаете што, не зборувам за елеганција, зборувам за дека му е улеснет излезот. Процес кој што докрај дава можност низ еден институционален процес докрај да биде изведен, па тој да се соочи нели со кривично правна одговорност и да му биде гарантирана презумпција на невиност и се разбира да одговара ако е невин, нели, да не биде осуден на затворска казна. Но ако се случи тој да го напушти процесот претходно, како што постоја нели опасности. Јас мислам дека нема да го напушти затоа што е тој свесен дека може многу брзо да му се случи нова парламентарно мнозинство од X причини, нели? Знаеме како ќе делува, затоа што ако го напушти процесот, Македонија ќе дојде, нели, видовме најави под некакви санкции, ако ги напушти евроатлантските интеграции како политичка опција, ќе свесни сме дека не само затоа што Дуи кажа јавно нивните функционери дека ќе го стават прашањето за напуштање на владата. Тие постојано тоа го кажуваат. Ако постојано го кажуваат, мислам дека ќе дојде одреден момент кога не ќе можат веќе да останат во владата. Кога ќе им биде нарушен комплетно политички ритм и заради тоа Груевски тоа го знае и затоа ќе го тера процесот. Јас ова го прочитав како да најавувате дека би можела да биде договорена или колоквијално да се изразам испазарена амнестија со Груевски, дали со меѓународната заедница, дали со опозицијата.
Па и јас така го разбрав воведот, но ајде да се вратиме. Но не мислевте на тоа, не. Јас мислам дека тој ќе се обиде, затоа што нема друг избор. Добро. Да се вратиме на делот од тоа дали ќе биде испазарена или не, ќе го видиме и од перформансите на Катица Јанева. Забележувате дека кога сите ја фалеа, ние молчевме, ние ќе ја фалиме кога сите ќе ја напаѓаат. Тоа е првата работа. Втората работа ќе ја напаѓаат со право, немате толку да бидете сигурни дека тогаш противно би реагирале. Кога ќе се поклопат процесите со аферата Маđар Телеком во други земји што се водат, нема. Но како и да е. Да тргнеме и од, значи го издвои специјалниот јавен обвинител, токму од причина што сакам да дадам една илустрација. Груевски само сакаше, мислам, во изминатиот период да си го менаџира времето. Гледате на Катица Јанева и зема 2 месеци и 2 обвинитела. Го влечеше целокупниот процес, ајде сега да заокружиме. Има 12 обвинители, ке има 100 вработени. Може да преживее без това. Го влечеше, и тој и таа ќе преживеат и со едното и со другото. Туку губењето на времето. Да. Трошењето. Тоа е, да. Значи, кон тоа целите. Второ, еве сега видете, вие сте утре министр за не знам што во некој министерство. Во кое 8 години луѓето си вршеле услуги едни на други, се сближиле на надпартиска основа, си вработувале деца, фамилии и слично, и сега тие луѓе веќе ги ставите како функционери во вашиот тим. Што мислите на кого ќе му одговараат? На тој што им го вработил, каде тоа претпоставува? Тоа се ризиците со кои сакам да ги напоменам ризиците, не велам дека на вистина би се случило. Јас мислам кај Оливер Спасовски денеска ред се редат да чекаат да бацат рака и да раскажат какви све злоупотреби претходно отправил министерот Чавков. Исто тоа може би да бидат изземени и амнестирани. Па не, ама може да откријат многу да бидат свиркачи за многу криминали. Може би бидат свиркачи или зашти сведоци и така. И тоа се дел од ризиците. Се што не е јавно, се што е нетранспарентно, на крај има ризик да биде злоупотребено. Но верувам дека тој, барем се надевам дека тој ќе усвоивме таков закон за кажува ќе успее да таков, затоа што прво мора во институциите да за 6 месеци ќе ги видиме ефектите. Значи, еве уште едно одолжување кое што не ми се допаѓа, но во ред. И третата работа, на која што зашто издвоив повторно ќе кажам Јанева, па едно од основните задачи на министерот нема да биде веројатно да си го среди приуреди кабинетот, туку линкот кој што треба да се овозможи за лесен пристап и доставување на тие, така да кажем, на потребните материјали за натамошно процесуирање. Ама не случајно го издвоив и заменик министерот, кој наместо како во секоја нормална земја да замине надвор од министерството, останува за да тоа не го дозволи да биде така гладко како што треба. Не знам дали не може да дозволи. Тој може да контролира што ќе се случува и да информира, да го информира премиерот. Прашање е дали може да не дозволи. А зошто е важно неговото? Тој може да не дозволи во контекст на изборите, нели? Одредени активности ако се злоупотребуваат. Кои се активностите на Министерството за внатрешни работи за време на изборите, да ги обезбедува избирачките места? Не, и во текот на кампањата има нели некако. Добро, че ги обезбедува и да ги пресретне фалсификувањата кои се пред изборите. Знаете што, јас во моментов на еден брифинг, само една кратка. Во моментов повторно се собираат списоците што си ги прави ВМРО, ДПМН, колку тројца, петорица и така натаму. Да. Тоа може да они да го прават, меѓутоа колку ќе им биде ефикасно. Ова сакам ги кажам. Значи, министерот за внатрешни работи, јас неџабе бевме на еден брифинг каде што го прашав отворено и му сугерирав и веројатно тоа ќе видиме што ќе работи натаму. Но тој првиот ден, значи може да го повика шефот на петата управа и да му рече дај ми комплетен список на сите прислушувани и нормално се што е употребено во системот и се што е злоупотребено. Вие мислите дека ќе се обидат да го излажат, да не му дадат вистински податоци? Освен ако софтверски нешто не е избришено, па да мора да се реконструира, нели? Но верувајте дека никој од вработените во Министерството на внатрешни работи, освен ако не сметаме дека се работи за една мафија која што функционира по некои стандарди, дека нели омерта, дека се што ми наредил Мијалков или Груевски ќе молчам, па у гроб тајната ќе ја ставам. Мислам дека напротив, ние имаме едно општество во кое што многу лесно луѓето кои доаѓаат нова власт ги напуштаат старите позиции. Веќе има мирис на промена. Значи јас
ако контактирате со министри, со претеници, тоа ќе го осетите тоа. И не само тие луѓе, туку и судиите. Јас исто така во разговор на тие брифинзи велам, значи министерот за внатрешни работи, еве да речеме ќе го отвори случајот Куманово. А случајот Куманово е во друг суд се води, нели? Нема да, односно не го води специјалниот обвинител, туку се води преку обвинителството. Ако тој отвори некои, да речеме, моменти кои што ќе фрлат нова светлина на Куманово, јас не знам дали ќе има суд и обвинителство што ќе одбие да работи по тие налози, односно по тие откритија на Министерството за внатрешни работи, нови сведоци, кои што ќе бидат автентични, нели? Нема да бидат фалсификувани, се разбира, зборуваме за процес кој што ќе се води транспарентно. Или пак некое друго кривично дело. Имате случаи, утре во фокусот биваме, во мајските оние протести, каде што одредени лица завршија во затвор заради протестите. Таму има одредени злоупотреби што се правени од страна на МВР, власта, како се оценувани тие луѓе, како дури судството беше инволвирано. Тој процес може да го отвори министерот веднаш првиот ден, да види што се случило, дали полицијата ги злоупотребила своите овластувања. Значи тој може да провери низа настани кои што се во текот на годинава направени. И мислам дека тоа ќе даде резултат. Ми се допаѓа добронамерноста. Тоа што цело време сакам да ви го потенцирам, бидејќи вие доаѓате од сферата на медиумите. Природно е вака да размислувате. Ама велите да не мислиме дека таму има систем, сега ве парафразирам. Некој систем, па тоа дека така ќе може да функционира. Но ако немаше таков систем, ние немаше да дојдеме во оваа состојба, ниту че имаше... Не, друго предпоставувам, се врти грб во оној момент, предпоставам дека тоа беше... Не предпоставувајте, ако веќе не сте власт. Не предпоставувајте, затоа што на овој начин се уште им се одржани надежите на добар дел во ВМРО ДПМН дека ова е само минлива состојба. Значи јас овде кога зборувам, јас сакам да упатам на опасностите. Значи јас доаѓам од опозицијска партија. Либералната партија сака Груевски да биде заменен, односно да биде сменен. И да одговара за она што направи, и политички, и кривично. Така. Значи јас трет пат ја воведувам делот дека епилогот мора да биде дека тој не може да се занимава веќе со политика, а не да биде премиер. Апсолутно. Значи ја очекував дека тоа ќе го кажат други опозицијски партии, ама очигледно не може. Но да се вратиме назад. Поентата е дека во оваа ситуација ние мораме да ги предвидиме ризиците, ако сакаме некого... Да бидат пресретнати. Па да бидат пресретнати, да. Јас се согласувам со ризиците, меѓутоа мора да се ги знае опозицијата, која што сега е дел од власта, сега веќе нели не е опозиција, на некој начин е дел од власта, да се ги знае овластувањата и да знае и да биде и да се ги реализира тие овластувања до крај. Значи не може, не е таму министерот само за да држи контрола за изборите. Тој е министер за внатрешни работи, нели? Треба да држи целата територија. Министер за внатрешни работи. Утре може да му се случи било каков настан од безбедносни размери, така. И тој мора да реагира, тој нема да рече не, јас сум овде за изборите сега и не ме интересира. Ајде, да, токму околу ингеренциите сакам да ве прашам. Може се извинам, само можам уште една опаска. Ова се ризиците на сите што се во таа влада сега. На сите зборам сега што влегува во опозицијската... Да, иако не е јасно зошто го апострофирате постојано Чавков, како да не сме некој друг да биде именуван од страна на ВМРО ДПМН, истата функција би извршувал. Неверојатно го ставија Чавков затоа што има некаква искуство, инаку би ставиле и друг, не е спорно. Не би имало некоја разлика кога здравувате дека тој би ја ставил шепата. Многу интересно, значи од сите што имале искуство, тие ќе се решат за вакво нешто случајно. Јас навистина ме радува вашата добронамерност, јас сепак ќе задржам својата предпазливост. Не случајно кога велите добронамерност, веројатно мислите на политичка наивност. Не. Само не сакате да навредите. Не сакам да употребам таков израз. Не, но во ред зошто токму вие... Дајте ми во светската пракса министер кој што бил успешен и не напредувал за внатрешни работи и не напредувал натаму. Или бил неуспешен и останал во министерството како заменик. Во случајов ВМРО го губи Министерството за внатрешни работи. Сега веќе не можете да кажете овој човек ја губи позицијата, е деградиран. Знаете што, има нешто друго. Тој е именуван од ВМРО практично биде нивни министер. Чавков има и нешто друго. Тој е долгогодишен, значи висок функционер, службеник во полицијата.
Значи не е политичка личност која што била претходно донесена како Гордана Јанкуловска, например. Туку човек од кариера. Човек од кариера кој што нема каде да оди на друго место, останува во министерството, тие сметаат дека безрезервно му веруваат. Безрезервно му веруваат, да, и сметаат дека треба да заврши. Но тоа е, мислам дека е помалку важен тој елемент. Вие си знаете. Која е логиката, ме интересира кога говориме какви ингеренции има и квалификации Чавков? Која е логиката да биде поставена Фросина Ременски, жената која беше низ целиот овој период промовирана за прв полицаец, да, а всушност да биде именуван Оливер Спасовски, генералниот секретар на СДСМ? Ние ги знаеме внатрешните односи во СДСМ, во раководството, нели? Затоа што се работи сепак за политичка функција. Да. И значи се работи за доверба, лојалност, можност да се спроведат одредени менаџирање на процеси и така натаму. И верувам дека СДСМ како да водеше кон некаков лажен траг дека Фросина Ременски е жената која би седнала на таа функција. И одеднаш таа е министер за труд, дека а сега не би сакал не би сакал да звучам сексистички, ама СДСМ ВМРО ДПМН имаше 8 години една жена, ја видовме. Тоа нема никаква врска со вештините и квалификациите. Меѓутоа, мислам дека се работи за процеси во раководството на СДСМ, каде што освен тоа што е таа експерт за безбедност и имаше, условно речено промоции дека би била можеби иден министер, зошто да ја потрошат во овој период? Можеби ќе биде во некаква нова влада, министер за внатрешни, во некаква реконструкција и така натаму. Значи, Оливер Спасовски е човек кој што е генерален секретар на партијата. Има голема политичка тежина генералниот секретар на партијата да дојде на најистуреното место кое што му е дадено и можеби Заев смета дека важна е политичката одговорност да се понесе за тие промени кои што ќе следат натаму. Да, беше изненадување заради тоа што СДСМ, особено и Фросина Ременски најави дека би станало збор за експерт всушност на како прв човек во Министерството за внатрешни работи. Тие велеа дека нема да бидат партиски функции, но во ова студио беше. Но се чини дека е мудра одлука, ова не е моја констатација, туку дел од анализите, дека е мудра одлука да бидат поставени партиски луѓе за да испорача СДСМ на идните избори некакви резултати и причина зашто би гласале граѓаните за нив. Господин Величковски. За да не бидам малициозен, јас само ќе кажам дека се надевам дека тие анализи се во право. Инаку промената во концептот, па промената во кадровската политика отвара многу прашања како што и вие ги отворивте. Имате ли анализа, односно одговор на некои од овие прашања? Знаете што јас би можел и ова да го кажам за Фросина Ременски. Она, значи, во Министерството за труд и социјала има исто така условно речено за работа за полиција, ако сакате. Затоа што таму во изминатиот период имавме страшни злоупотреби од социјални помоши до друг тип на социјални трансфери. Во секој министерство можете така да... Да, меѓутоа сакам да кажам дека тоа не значи оти таја како член на владата се разбира дека не може да помогне и во другиот безбедносен дел каде што ја има таа одговорност. Сепак се работи за политичка функција. Јас знам дека во принцип кога би водел кадровска политика која што се води, нели како што се води, ако најавим одреден правец на движење, тој истиот би го терале. Затоа реков и ќе повторам, не сакам да бидам малициозен што се променило во концепциите и во кадровските политики, не знам. Но многу е битно, значи, во водењето на таквата кадровска политика да се даде и впечатокот на конзистентност. Во име на некоја така да ја наречеме солидарност или желба да не се пречи, јас тука би застанал. Добро. Има и нешто друго. Вие знаете дека министерот за внатрешни работи е избран според договорот од Пржино во консултации, не со амин на другите партии, туку во консултации. Ние не знаеме што се случувало во тие преговори. Има информација некое име па не има информација дека Груевски амблок отврлал воопшто можност да биде именуван човек функционер како експерт и токму заради тоа бил, но прифатил што било изненадување од страна на опозицијата, меѓународната заедница да биде партиски човек.
Јас претпоставам дека идејата... Ако падне вината на партијата, на човекот тогаш би требало на партијата. Политичката одговорност да ја носи СДСМ. Да, тоа е замката. Но СДСМ ќе ја сносише во секој случај со било кој предлог. И со експерт, и со полицаец и така натаму, ќе ја сноси одговорност. Овде само Заев презема поголема одговорност според мене кон своето членство. Но зошто да не веруваме дека тоа е сигурен дека неговиот министер ќе ги заврши работите онака како што смета, нели? Добро, за верување во црква. Ќе видиме на терен, да. Да. Благодарам што бевте. Благодарам.